Училишната матура го намали бројот на запишани бруцоши во новата студиска година на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Освен на факултетот за медицински науки, каде што бројот е пополнет, на останатите факултети бројот на бруцоши е помал за околу 20%. На другите факултети бројот е пристоен и во рамките на она што се случуваше во изминатите години со мал пат од 10 до 20% од бројките. Значи, ако оваа година имаме 1200 во прв уписен рок, минатата година сме имали 1320. Ако се земе в предвид моментот на неможноста на запишување на средношколците со училишна матура, тоа значи дека универзитетот е во рамките на своите можности. Од Министерството за образование и наука беа децидни дека во новата студиска година матурантите, освен со положена државна матура, не може да се запишат со училишна, па од тука се поставува и прашањето што понатаму. Но тука треба да се внимава еден друг момент, бидејќи постојат повеќе од 2000, можеби повеќе, средношколци со училишна матура, кои што можеби еднината нема да ја бараат на универзитетите во Македонија. Ова прашање отвора многу други прашања на кои што Министерството за образование и наука, стратегијата за тоа што со учениците со училишна матура, дали ќе се вработат во стопанството, дали ќе останат во државата, дали ќе заменат на некој од универзитетите во соседството, е сериозно прашање на кој што се надевам дека некој направил добра анализа. Освен универзитетите, до следната примена на новиот закон во животна неизвестност става околу 3000 матуранти од државата. Тие се уште се надеваат дека Министерството ќе има разбирање за нивниот проблем. Очигледно дека моменталната состојба не им оди во прилог ниту на универзитетите, ниту на нас. Апелираме Министерството да ја преиспита својата одлука и да го промени цврстиот став, односно да дозволи упис на факултет со училишна матура барем уште оваа година. Сега за сега вратите на универзитетите во земјава се затворени за матурантите кои положиле училишна матура. Само во Штип има повеќе од 100 матуранти кои сакаат, но не можат да го продолжат образовниот процес.